Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема што навистина значи емпатијата. Доколку сакаме да ја подигнеме свеста во однос на вообичаените замки во кои што паѓаме во текот на родителството, мора прво настрана да се тргнеме, да даваме судови постојано за она што е правилно, а што не е правилно, што подразбира да влеземе во еден многу поинаков пристап. Пристап каде што нема да се фокусираме на однесувањето, туку повеќе ќе се фокусираме што доживува поединецот, односно по односот помеѓу родителите и децата, што доживуваат нашите деца на едно подлабоко внатрешно ниво. Затоа што комплетното, целосно наше однесување на крајот произлегува од она што ние го чувствуваме на подлабоко ниво, кое што доколку сакаме да го разбереме тоа нешто, ние ќе можеме да и откриеме и што е она што го поттикнува нашето однесување со цел да превземеме и да ги препознаеме за да можеме да ги преземеме соодветните акции за да престанеме така на тој начин да се однесуваме. Ајде тоа да го видиме преку примерот на Савана со нејзините родители, пример кој што беше даден во претходното видео и за да можете подобро да разберете, ве советувам да го погледнете претходното видео каде што сега накратко ќе ви објаснам дека станува збор за едно девојче кое што не сакало да учествува на годишниот надпревар заедно со својот коњ, каде што си ги искажува децата своите посебни таленти и способности заедно во пар со својот коњ. Меѓутоа тој ден на Савана не е бил даден нејзиниот коњ и требало да учествува на надпреварот со друг коњ. Во примерот е даден начинот на кој што се справиле родителите во дадената ситуација и може да се каже дека накратко дека вознемиреноста на Савана, нејзините емоции пред се биле резултат на тоа што на некој начин биле превземени од преголемите очекувања на Савана од страна на нејзините родители за дадениот настан. Значи, нејзината анксиозност ја надминала нејзината способност, односно нејзиниот капацитет да може да се справи со притисокот кој што и го правеле нејзините родители. И колку повеќе тие притискале, толку побрзо таа емоционално се распаднала. Родителите всушност не можеле да ги видат информациите кои што биле пред нив за да можат на поинаков начин да се справат со дадената ситуација. Едноставно тие ги пропуштиле вистинските информации, затоа што сметале дека нивното дете намерно и дури и свесно, ја реагирало на таков начин. Меѓутоа тие не биле свесни дека сето нивно однесување всушност потикнувала едно неочекувана, еден целосно несвесен пораст на вознемирена енергија кај нивното дете. Затоа што кога преголемата анксиозност ќе го совлада поединецот, колку ние како родители, значи кога тоа се случува со нашите деца, колку ние како родители да се обидуваме да рационализираме, сето тоа е залудно. Јазикот на логиката во таквите моменти е немоќен. Потребно е ние да употребиме еден друг јазик. Јазик кој што доаѓа од друго место. А бидејќи ние како родители не сме го научиле тој јазик, често пати не сме се заинтересирале, не сме биле во можност да го научиме тој јазик, јазик кој што доаѓа од едно многу поразлично место, доаѓа од место на срцето, од центарот на срцето, јазикот кој што подразбира храброст, кој што подразбира една голема отвореност и за разлика од јазикот кој што доаѓа од реактивниот ум, кој не води во една манипулација и контрола кон нашите деца. Традиционалното воспитување ни дава едни техники кои што ние како родители мислиме дека ќе им помогнеме на нашите деца, но често пати тие техники нас не водат, не носат во една манипулација со нашите деца, затоа што не ни дозволуваат да го чувствуваме она што го чувствуваат нашите деца, да се усогласиме со нивните чувства. Тие техники не учат на тоа нешто.
Овие техники имаат за цел да дојдат до едни многу брзи, среќни резултати, наместо да се фокусираат на тоа да можеме да го усогласиме, да направиме една усогласеност помеѓу она што е со нашите чувства и чувствата на нашите деца. Иако родителите на Савана во почетокот тие ги користеле, значи, традиционалните методи во обидот да се на некој начин да сочувствуваат со нивното дете, уште на почетокот можело да се види дека тие нема да се справат со своето дете на начин на кој што е потребен, затоа што иако се гледало дека во почетокот биле сочувствителни, сочувствуваат со неа, од начинот на кој што ескалирала состојбата, јасно било дека родителите не биле вистински емпатични. Значи, наместо тоа, родителската агенда избила на преден план, пак сочувствителноста всушност представувала само една техника за родителите за да можат да си ги остварат својата желба, односно да сакат да ја натераат на некој начин Савана да се каечи на другиот коњ и да учествува на надпреварот. Кога навистина ние сме симпатични, сме емпатични, кога навистина чувствуваме емпатија спрема друг. Во овој случај тоа би било кога ние како родители би ја напуштиле својата родителска агенда. Значи, искрено емпатичниот одговор веднаш препознава дека другиот е во состојба која што е многу поразлична од неговата состојба и дека за да се поврземе со него ние ќе мора да си напуштиме своите агенди, своите интереси. И кога станува збор за децата и родителите, значи ова бара едно многу брзо отпуштање на родителската агенда, за да може непосредно и живо да присуствува, да биде присутен родител со детето, кој што подразбира да се создаде една врска каде што родителот ќе се ангажира со енергијата на детето напред-назад, од момент во момент, значи создавајќи една непосредна комуникација со детето, каде што родителот нема да бара гаранција за тоа како работите ќе завршат. Значи, разбираме дека се работи за еден процес на комуникација, наместо како треба да завршат работите, чии агенди ќе бидат остварени и така натаму. Емпатијата целосно ја препознава важноста да се оди со секој чекор од процесот заедно. И родителот и детето заедно, двете страни, значи, ангажирани и овластени. Една мајка и се обратила на Шефали и рекла: јас разбирам ништо врви моето дете, сваќам дека е вознемирено и се обидувам да престане да се чувствува толку нервозно. Меѓутоа, дали ова навистина е емпатија? Да се прашаме. Од една страна, мајката изјавува дека разбира како нејзината ќерка се чувствува, значи во таа смисла изјавува, тоа звучи како емпатија, меѓутоа всушност што кажува во вториот дел од реченицата мајката? Значи, каков подтекст има? Со тоа што кажува се обидувам да престане да се чувствува толку нервозно, мајката всушност вели: мене не ми се допаѓа како тоа сега се чувствуваш во овој момент. Сакам твоите чувства да исчезнат во овој момент сега кај тебе. И кога ова вака го кажува мајката, всушност не станува збор за емпатија. Што значи тоа? Значи, на овој начин, кога вака им се обраќаме на нашите деца, ние им зборуваме со двоен говор. Значи, децата го слушаат нашиот двоен говор и стануваат збунети. Ја прават оваа грешка. Ја правиме оваа грешка како родители, затоа што мислиме дека сме сочувствителни, меѓутоа ние навистина не сме сочувствителни. Мислиме дека разбираме, меѓутоа навистина ние не разбираме. И затоа е причината често пати децата нас да ни кажат: ама вие мене не ме разбирате. Што значи дека кога вака ние им пристапуваме на нашите деца,
кога вака ни одговараат нашите деца, тие се апсолутно во право, затоа што ние и навистина во таквите моменти не ги разбираме. Емпатијата е способност да можеме да се поврземе со она што го чувствува другиот во дадениот момент. Значи, бара од нас да го прифатиме своето дете, бара од нас да го прифатиме нашиот партнер, бара од нас да го прифатиме нашиот пријател, да онака како што се чувствува во одреден момент, на одреден начин. И секако дека тоа е во ред, бидејќи ние всушност сме две различни суштества. Сите сме различни суштества. Ова е затоа што ова е природен тек. Ова е еден тек по кој што треба навистина да се движат нештата, за да може да се создаде една здрава врска. Ние не треба да имаме потреба да го менуваме другиот, повеќе потребата треба да биде насочена кон тоа ние да се променеме себе си. И за да можеме да ја препознаеме валидноста на чувствата на другите, дури кога, значи, ние сакаме толку многу да бидат препознаени нашите собствени чувства. Децата чувствуваат кога родителите се поврзуваат со нив на подлабоко ниво и исто така чувствуваат кога родителите манипулираат со нив. Значи, кога тие на некој начин сакаат да ги усогласат чувствата со своите деца само заради или потребите на децата само за да ги остварат своите агенди. И тогаш децата се чувствуваат многу вознемирени затоа што знаат дека нивните желби не се чуени, нивните желби не се слушнати, не се видени, не се разбрани, не се спознаени и уште дополнително уште повеќе се вознемируваат. И кога ние не се поврзуваме како родители на вистинско ниво, подлабоко ниво, на вистински начин, емпатичен начин, ние на тој начин всушност само си правиме поголеми проблеми, си ги отежнуваме работите со нашите деца. Затоа што кога ќе научиме да сочувствуваме на вистински начин со своите деца, ни се отвараат едни прекрасни порти преку кои што ќе се поврземе на неверојатен близок начин и неверојатен начин кој што нас многу подлабоко ќе не поврзува. Шефали ни дава еден пример каде што била сведок со едно дете кое што било често пати се вознемирувало, било на терапија кај неа, заради тоа што било во конфликт често пати со своите родители, не го разбирале. И кога го прашала што всушност се случува со тебе во таквите моменти, кога не те разбираат родителите, што сакаш да им кажеш, како ти се чувствуваш, што би им одговорил, и тоа рекло, јас би им кажал, јас во таквиот момент како да имам, се чувствувам како да имам бура во мене, како нешто да ме проголтува, а ти кога не ме разбираш уште повеќе ја влошуваш таа бура во мене. Ти мене ми се потребен мисли како родител за да се смирам. Потребен си да се смееш со мене и да ми покажеш дека постои друг начин како да се справам јас со мојот страв, наместо постојано да викаш па мене. Значи, вистината е дека родителите на Савана во примерот со неа биле навистина заинтересирани за нејзината вознемиреност, меѓутоа тие начинот на кој што сакале да се справат со нејзината вознемиреност, всушност било само начин да ја заобиколат нејзината вознемиреност, само за да може да ја остварат својата родителска агенда. И затоа, значи, родителите потребно е да се насочат на вистинскиот проблем. Во овој пример, вистинскиот подтекстот на сето ова во овој пример е дека проблемот не е во тоа дали Савана ќе се качи на коњот или не, туку вистинското прашање е да може да му се помогне
на девојчето, значи колку родителите биле способни девојчето да може едноставно да се прошета по брановите на нејзината вознемиреност, на нејзината анксиозност, значи затоа што ниту една од стратегиите кои што тие ги употребиле во примерот, прво стратегијата каде што во почетокот сочувствувале, втората каде што имало и давале наредби, третата каде што се почнале со подкуп, четвртата со стратегија на крајот со заканување, значи сите тие немале врска со и не се занимавале со прашањето да и помогнат да се справи на Савана, да може да се да ја види својата, да се поврзе со своите чувства. Самите родители уште на почетокот почнале да се разоткриваат, затоа што анксиозноста на Савана природно било заради несоодветниот третман да премине и на нив. Значи во оваа состојба, токму поради тоа што и тие самите биле анксиозни, не биле во состојба да можат да му помогнат на своето дете да се справи со своите собствени чувства. Токму поради тоа вниманието на родителите потребно е да се насочи спрема децата. Децата да можат да се запознаваат, да го запознаваат она што го чувствуваат токму во тој момент. Родителите, за да може тоа да го направат, треба да ги тргнат своите верувања за она што треба да се прави во таквиот момент со своето дете, наспроти, значи, она какво е на вистина моето дете во овој момент. Значи, родителите во тој момент можеле да ја одговорат на Савана, да ја кажат, добро, во рете, не мора да се качуваш на овиот кој, не мора со него да учествуваш на овој преврат, па ќе има други можности. Доколку сакаш, може само да седиме, да гледаме, да го следиме над преварот. Или пак едноставно да се прошетаме, можеме во другите штали да те запознаеме со некој друг кој, па можеби ќе се почувствуваш поблиска со некој друг кој, можеби со некој ќе сакаш да учествуваш на преварот, затоа што има време, не мора да учествуваш прва, да го запазиш редоследот, значи на настапот. Значи имало голем број на други можности кои што во тој момент можеле да се откријат за да може да се реши дадениот проблем. Значи пристапот кој што ни го нуди авторката Шефали е во целосна спротивност со традиционалниот пристап, каде што ние како родители често пати велиме мај не плаши се, каде што со сила на некој начин ние го потикнуваме детето да се соочи со својата вознемиреност само за да може да ја надмине. Значи, авторката Шефали сосема дава еден нов пристап кој што го уверува детето на еден поинаков начин, а тоа вели дека анксиозноста е нормална, затоа ти не треба да се грижиш за фактот дека таа се јавува кај тебе, однесувајќи се со неа природно, однесувајќи се исто како да во моментите кога си возбудена, кога си среќна, само дозволи да биди, немој да се спротиставуваш на неа, немој да ја негираш, не си ја создавај како своја собствена непријателка, подобро соочи се со неа во нејзината природност, затоа што кога ја соочуваш во својата природност, во свое време, во свој начин, ќе почне полека да се намалува. Не затоа што на некој начин ти си ја испрала со сила, туку затоа што си ја надраснала со својата милост. Значи, кога ние ќе се соочиме со својата човечност, учиме секојдневно да ја прифаќаме нашата човечност, доживуваме се поголем степен на емпатија, значи способност да бидеме емпатични. Во овој случај кон нашите деца, затоа што емпатијата е фокусирана спрема срцето, наместо умот и тоа значи дека емпатијата секогаш е насочена спрема другите, заедно со нивните искуства и заедно со нивните чувства.
Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.